Америка имаше многу добра мапа за да го објасниме ова, затоа што за жал луѓето многу едноставно они викаат што Америка вика ќе го надокнади, не може Америка да го надокнади. Сега ќе ви кажам и зошто. Америка моментално произведува највеќе до сега и не може да произведе повеќе, се разбереме. Значи Америка има капацитет кој што не може да го надмине. Односно произведува највеќе во историјата и толку може да произведе. И да сака да произведе повеќе ќе треба многу време за да може да се прилагоди на тоа. 2025 година, според тоа, колку нафта е произведена по регион, можеме да видиме дека Америка, Северна Америка и понатаму произведува една од најголемите количини, но не заборавајте, не само Америка. Овдека спаѓа и Централна Америка, Мексико оставиле од Централна, не знам зашто, али како и да е. И Канада и Америка. Канада е еден од најголемите производители во светот, да се разбереме. И затоа Америка заедно со Канада имаат 32, скоро околу 30% од вкупната количина на произведена нафта во светот. Така, но погледнете го ова. Веднаш после нив со 30% скоро е Блискиот исток, па потоа доаѓа Русија и така натаму. Каде е овдека проблемот? Замислете кога од ова производство што моментално го имаме на пазарот, ќе одземете 30%. Значи, што и да направат, они не може да дуплираат производство на 60%. Значи, невозможно е. Они немаат капацитет. Они можат некои максимални 5% да извадат производство плюс. Ама како ти со дополнителни 5% овдека, ќе покриеш 30% кои што ти фалат, зборуваме на секој ден. Значи, не е нафтата нешто што ти можеш да го нарачаш па да го чекаш месец дена. Нафтата е нешто што тебе ти треба секој ден. Значи, ова се држави кои што, гледате, ако нема 10 дена нафта, готово. Заврши приказната, нема доволно нафта. Економијата застана, нема транспорт, нема достава, нема фабрики не работат.